Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Потребата од имам. Авторот на оваа книга, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, чесниот основач на светски раширениот Ахмадија муслимански джемаат, роден во Кадијана, село во руралниот регион на Пенџаб, Индија, бил од Бог одреден реформатор на подоснежното доба на ветениот Месија и Мехди, бил пратен од Бога како исполнување на претскажувањата содржани во Библијата, чесниот Куран и хадисите, со посебна задача на повторно откривање на исламот во неговата првобитна форма и убавина, и луѓето да се вратат кон нивниот создател. Ова книга е напишана само за 1 ден и половина и е печатена во печатницата Дија ул Ислам Кадијана под надзор на Хаким Фазил ул Дин Пхервија, собственик и менаџер на печатницата. हज़रत सैयदे बुल्दे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नबियों में अफजलो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Ако тој има да понуди такви вистини, кои мене не ми се дадени, или ако му биле откриени некои курански длабочини, кои мене не ми биле дадени, тогаш таков возвишен човек е добре дојден да го земе мојот завет на верноста и за возврат да ми ги даде овие духовни вистини, куранските вистини и небесните благослови. Јас не сакам да му пречам. Ако мојот вдахновен пријател во јавноста може само да ги објасни вистините за сура Ал-Ихлас, и ако јас од мојата страна не успеам да ги објаснам нејзините вистини 1000 пати посупериорно во однос на неговите, тогаш јас нему ќе му се подчинам. Ако немаш што да кажеш, никој нема да ти пречи, но бидејќи зборуваше, изнеси ги своите аргументи. Во секој случај, ако поседуваш одредени вистини, духовна стварност и благослови, кои по својата природа се чудесни, тогаш не само јас, туку и сите мои следбеници ќе влезат во твојот баијат. Само несреќната личност ќе одбие тоа да го направи. Не знам како тоа да го изразам и жал ми е што морам да спомнам, кога ги слушнав твоите објави, забележав во нив неколку граматички грешки. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Прави дови, не биди повреден. Јас ова го спомнувам од искрена намера, понизност и религиска обврска. Но во исто време јас не верувам дека граматичка грешка во објавата, која ја примила неука или неписмена личност, на било кој начин, објавата ја прави вредна за прекор. Ова е многу длабоко умен и чувствителен предмет, кој бара детално разгледување, но ова не е прилика за тоа. На лицемерен, на око побожен, муллах, незапознаен со духовната филозофија, може да му се опрости ако се налути кога ќе наиде на такви грешки. Но таквите објави се од многу понизок вид и не се осветлени со полниот жар на Божјата светлина, бидејќи постојат 3 вида на објави: ниска, средна и висока. Во секој случај се чувствував неубаво поради овие грешки и во срцето се молев мојот почитуван пријател да не ги спомне овие објави, кои на око се вредни за прекор, пред интригантен мулах со исушен разум, бидејќи тогаш тој можеби ќе го исмејува. Објавата која е лишена од вистината и од духовната стварност и е толку полна со грешки, не може да биде од никаква корист, ниту на пријателот, ниту на непријателот, посебно во ова доба. Веројатно дека попрво ќе му направи штета одошто добро. Се заколнувам со својата вера дека тоа што го зборувам е самата вистина,
Мој драг пријателе, сосредоточи повеќе внимание на Бог, бидејќи како што чистотата на срцето се зголемува, така објавените зборови се посилни и поизразити. Причината поради која куранската објава е повозвишена од објавите на сите други пратеници и во поглед на своите вистини и на својот израст е таа што на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем му била подарена поголема чистота на срцето одошто на било кој друг. Оттаму со оглед на незината содржина, ова објава добила форма на духовна вистинитост, а со оглед на незиниот израз добила форма на речитост. हामिल फुरका आलिम आमिल इल्म अमल दोनों में कामिल जो उसके सरकार में पहुँचा उसके यूं पलटा दिखाया जैसे कभी भी खाम नहीं था मान जना था गोया कामिल उसके फैज़े निगाह से वहशी बन गए हिल्म सिखाने वाले मोती बन गए शहराए आलम उस आली दरबार के साइल नबियों का सरताज बनाए आदम. Мојот пријател исто така треба да запомни дека бајатот, како што порано објаснив, е спогодба. Не верувам дека овој Господин може да покаже дури ни најмал дел од вистините и длабочините на честниот Куран, кои ги одликуваат худбите на мојот учен пријател, Маулви Абдул Керим Сахиб. Причината е што искуството на овој Господин, кое се однесува на објавата, е недостатно, а со тоа и неговото учење. Не сум сигурен дали тој некогаш имал прилика од зналците да го учи честниот Куран. Во името на Бог, немој да се лутиш. Ти се уште не си го разбрал вистинското значење на бајатот и не сваќаш што треба да дадеш, а што во замена добиваш. Во нашиот джемаат и меѓу оние Аллахови робови, кои со мене се заветувале на бајат, постои длабоко умен голем зналец, со возвишени доблести по име Маулви Хаким Хафиз Ал-Хач Нурудин Сахиб. Тој поседува збирка на сите коментари на честниот Куран и неговото срце е вистинска ризница на куранските вистини. Ако ти биде дадена привилегија да примаш баијат, тогаш обиди се и подучи го Маулви Сахиб на вистината и на стварноста, содржани само во една џуза од честниот Куран. Дали овие луѓе биле умоболни да влезат во баијат на мојата рака, а да ги отфрлат сите останати приматели на објавата? За тебе би било подобро да го следиш примерот на Маулви Сахиб. Размисли само, зарем е беззначајно тоа што го напуштил својот дом и своето огниште и дошол кај мене да живее во куќа од кал и во голема неудобност. На мојот вреден и драг пријател, примателот на објавата, подобро е да се запомни дека сериозно греши ако така мисли. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मुहम्मद काम मुकर्रम. Пред се, ако со својата духовна моќ пред Хазрети Маулви Сахиб го покаже примерот на својата собствена куранска ученост и со незината надприродна светлина биде во состојба да го прими баијатот од таков влюбеник во честниот Куран, каков што е Нурудин, тогаш јас и целиот мој джемаат ќе му бидеме на располагање. Дали е можно личноста со само неколку несигурни и најмногу неточни зборови на објавата себе си да се смета за имам на своето доба? Мој драг пријателе,
Постојат многу предуслови за да се стане имам на својато доба и поради нив тој е во состојба да застане наспроти целиот свет. Во тоа се наоѓаат илјади нешта, потенки од влакно. Ниту секој кој ќе ја избричи главата ќе го знае календари, самоодрекување. Мојот драг примател на објавата не треба да биде заведен со фактот дека често ги прима зборовите на објавата. Вистината е дека меѓу моите следбеници постојат многу луѓе и објавите на некои од нив би сочиниле цела книга. Саид Амир Ал-Шах, например, неделно ми испраќа по цела страница на објави. Постојат и жени кои се сведоци на моето тврдење и примаат објави на арапски, а не научиле ниту збор арапски. За изненадување, објавите на една од нив содржат далеку помалку грешки од твоите. Во писмото на 28 септември 1898 година преку нејзиниот роден брат Фатех Мухамед Баздар примив неколку нејзини објави. Многу други мои следбеници исто така се приматели на објави. Еден од нив живее во Лахор. Но можат ли таквите објави било кого да го ослободат од заветот на верноста на имамот на ова доба? Јас немам ништо против тоа било кому да му го дадам заветот на баијатот, но целта на баијатот е да се постигне духовно знаење и да се засили верата. Кажи ми тогаш, со кое духовно знаење ти ќе ги подучуваш оние кои тебе ќе ти заветуваат баијат и кои вистини од честниот Куран ќе им ги откриеш? Те молам, дојди и покажи ги доблестите на својот имамат. И ние со задоволство ќе се заветуваме на баијат на твојата рака. Уважениот советник е добре дојден. Јас сум целиот претворен во очи и уши за него. Но нека ми објасни што тој мене ќе ме советува. Прогласувам еднаш и на сите што Аллах Джелешануху и да ми дал, тоа служи како знак на мојот имамат. Подготвен сум да се предадам во заветот на баијатот на било кого кој ќе ги покаже овие знакови на имаматот и ќе докаже дека ме надминува во овие одлики. Но Аллаховите ветувања не се менуваат и нему никој не може да му се спротивстави. Пред некои 20 години следната објава е забележена во книгата Брахеен е Ахмадија. Најмилостивиот те поучил на Куранот така да ти ги предупредиш луѓето чии предци не биле предупредени и дека патот на виновните може да стане очигледен. Кажи им, јас сум бил одреден и јас сум правиот од верниците. Според ова објава, Аллах Джелешануху ми го подари знаењето на Куранот и ме нарече Авал ул Мумин, правиот од верниците. Он мене ме исполни со духовна стварност и вистина како океан. Он мене постојано ми објавуваше дека никој не може да ми биде равен на мојата љубов кон Бог и во неговото признавање. Бог е мојот сведок дека сум подготвен за оваа надпреварување. Оној кој не ме прифати ќе биде осрамотен по смртта, бидејќи му биле покажени сите докази, а тој одбил и ќе нема со што да се брани пред Бог. Драги мој, било световно или верско, ништо не може да биде соодветно извршено без оспособеност. Се сеќавам дека еднаш еден млад човек од угледна куќа, кој бил тотален незнајко и дури не го знаел ниту урду јазикот, се појавил пред британски службеник со препорака издавачот да биде поставен за службеник на недвижнини. Британскиот службеник рекол, кој ќе го одлучи случајот за него ако го поставам за службеник? Јас не можам да му дадам никаква служба вредна повеќе од 5 рупии. На ист начин Бог вели. Аллах најдобро знае каде ќе ја стави својата порака. एक ही जस्त में तय कर डाले वस्ल खुदा के हफ्त मराहिल रब अजीम का बंदा आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Денес го завршивме 7-миот дел од книгата Потребата од имам. Еселаму алейкум.